Добар ден, вести во 18 часот. Почнуваме со насловите од денеска. По 5 месеци од изборот, уставниот судија Гоце Наумовски си поднесе оставка. Го известил собранието, но не и уставен. Албанската опозиција бара, власта не го става на гласање. Законот за правична застапеност го вжешти собранието. Се одредила и датумот и часот на одржување на гласањето. Можете да го прашате поранешниот председател на собранието колку седници останале незатворени. Нови фалби од КОС за реформите, но и подсетување на клучната обврска за Македонија. Needs to enact agreed constitutional change to be able to bring the same dynamic to the enlargement negotiations. Со украдени лични податоци, извлекле преку 3,1 милион денари од брзи кредити. Обвинение за 6 мина. Полицијата тргна во лов по несовесните возачи на тротинети. Денеска ќе ве предупредиме во иднина да се знае. Малолетниците се уште му пркосат на законот. Пет месеци откако беше избран за уставен судија, професорот од Правниот факултет Гоце Наумовски поднесе оставка. Тој оставката веќе ја доставил во собранието без и воопшто да го извести судот. Си заминува од лични и професионални причини. Со неговото заминување повторно се отежнува работата на судот, каде што денеска повтор пат беше одложено одлучувањето за платеното политичко рекламирање. Јана Јосиповски има повеќе. Уставниот судија Гоце Наумовски поднел оставка од судиската функција директно до собранието, но за тоа не ги известил ниту судот, ниту председателот Дарко Костадиновски. Првиот човек на уставен за Канал 5 потврди дека за оставката на Наумовски дознал од телефонски разговор со собранискиот спикер Африм Гаши, откако судијата не се појавил и на денешната седница без никакво образложение. Го барале на телефон со часови, но не одговарал на повиците. Од Уставниот суд соопштија дека до нив не е доставена официјална информација за оставка, а официјална потврда не е пристигната ниту од собранието. Од законодавниот дом пак за Канал 5 потврдија дека оставката на Наумовски е стигната кај нив. Председателот на Уставен суд Дарко Костадиновски за Канал 5 вели дека за него и судот причините за оставката не се познати, а додека официјално не ги добие, нема да даваат дополнителни коментари. Денес, после седницата на која судијата Гоце не дојде, слушнав непроверена информација дека поднел оставка во собранието. Информацијата ми беше потврдена од спикерот Африм Гаши. До мене, ни до судот не се обратил и од тука причините за оставката не ги знам. Во овој момент, додека не бидам известен официјално од собранието и не ги видам причините, нема да дадам никаков коментар, освен што оставката е личен чин. Отсуството на Наумовски беше причина што Уставниот суд и денеска не можеше да одлучува за иницијативите на Левица и Демократи за оценување на уставноста на делови од изборниот законник поврзани со платеното политичко рекламирање. Според Костадиновски, сега одлука за изборниот законник ќе се носи штом се избере нов уставен судија, а оставката ќе ја отежне работата на судот. По заминувањето на Наумовски, Уставниот суд ќе остане со 7 судии од вкупно 9. Предходно од местото оставка поднесе професорката Јадранка Дабовиќ. Собранието го избра Гоце Наумовски за уставен судија во февруари годинава по предлог на владеачкото мнозинство. Наумовски е професор на катедрата по римско право на Правниот факултет Јустинијан I, а пред изборот беше советник на премиерот и е брат на поранешниот вице-премиер за европски прашања Васко Наумовски. Законот за правична застапеност попладнево го жешти парламентот. Пратениците од албанскиот опозицијски блок, кои имаат Бадентерово мнозинство, бараат тој да се стави на гласање. Власта тврди дека се е согласно деловникот. Опозицијата со процедурални забелешки не дозволува да се одложи гласањето и да се продолжи со друга точка на дневен ред. Андријана Лазова Божиновска.
Законот за правична застапеност ја разгоре атмосферата во собранието. Опозицијските пратеници од албанските партии влегоа во кавга со потпредседателката Весна Бендевска, на која и забележуваат зошто по завршување на расправата не го става законот на гласање, туку премина на следната точка од дневниот ред на седницата. Неколку часа се пријавуваат со процедурални забелешки, како единствена алатка да го кажат нивниот став, дека законот се прескокнувал поради отсуство на пратеници од вреди кои се неопходни за финалното гласање. Подпредседателке на собранието, вие денес, сега, имате надлежност полноправна за да се спроведува деловникот и да одредите ден и час кога ќе се изгласа законот. Значи, председател на собранието го прекршил овој член од деловникот со тоа што тој го пролонгира гласањето, требаше да го одреди часот и денот за гласање и сите ние да сме тука. Иако сме тука и бевме и во претходната седница. Се одредува и датумот и часот на одржување на гласањето. Како ние можеме да поминеме сега без одредувана датумот и часот на одредување на гласањето? Значи, експлицитно пишува тоа. Еве, ако се реферираме на правилникот, тоа пишува правилник, точка. Бендевска тврди дека не го крши деловникот. Вели дека точниот датум и час на гласање ќе го одреди председателот Африм Гаши, а потсети дека таква пракса имаше и во време на Талат Џафери. Можете да го прашате поранешниот председател на собранието колку седници останале незатворени во мандатот кога сте биле владеачко мнозинство заради волја на председателот преку членот 170. Така да, нити ќе извршите притисок, можете само да забавувате. На кратко на седницата се појави и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој вообичаено присуствува кога треба да се гласаат поважни закони со Бадентерово мнозинство. Законот за правична застапеност, кој доаѓа како замена за балансерот, ке се носи со така наречен мал Бадентер, односно покрај мнозинството од присутните пратеници. Ке биде потребно и мнозинство од присутните кои што припаѓаат на немнозинските заедници. Брисел да не импровизира и за новите земји членки да важат старите правила. Бараат преку non-paper 8 европски земји. Македонија е една од предводниците во реформите, но без уставни измени не може да го направи клучниот исчекор во евроинтеграциите, порача еврокомесарката Марта Кос во Брисел. Македонија од денеска е покуса за 4,2 милиони евра, откако партиите не постигнаа консензус за изборниот законик. До сега Македонија во рамките на планот за раст доби 142 милиони евра. Афродита Рамос. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на состанок на економско-социјалниот комитет во Брисел уште еднаш ја повика Македонија да ги спроведе уставните измени, но и да гради доверба со сите земји членки на Унијата. Како што потенцираше Кос, државава е една од трите првенци во спроведување на реформската агенда. Меѓутоа, без уставни измени, овој напредок не може да се преслика во моментумот за проширување. This needs leadership and it needs the building of trust with all 27 our member states. And this was my message last week in North Macedonia. Who is here from North Macedonia? Welcome. A country which is advancing fast on growth plan reforms and is one of the top performers in this area, but needs to enact agreed constitutional change to be able to bring the same dynamic to the enlargement negotiations. Откако вчера заврши крајниот рок за реформите од јунскиот грејс период, Македонија реализираше 9 од 10 планирани чекори, а изостана реформскиот изборен законник, чија финансиска вредност изнесуваше 4,2 милиони евра. Иако финалната оценка од Европската комисија за успешноста и квалитетот на завршените реформи се очекува во септември. Од Министерството за европски прашања посочија дека заедно со тековниот извештаен период очекуваат исполнување на вкупно 19 реформски чекори, пошто би се исплатило
исплатиле околу 100 милиони евра од планот за раст. Досега државава има исполнето 22 од предвидените 136 реформски чекори, пошто се ослободени 142 милиони евра од алоцираните 750 милиони евра за државава преку планот за раст. Како резултат на реформскиот неуспех на останатите кандидатки, официјален Брисел најави дополнително распределување на средства кон Македонија, Албанија и Црна Гора, како земји со најголем реформски напредок, а колкав износ би добила државава ќе се знае кон крајот на месецот. А партиите ги продолжија меѓусебните обвинувања за непостигнувањето консензус за изборниот законник. Од СДСМ велат Македонија губела милиарди за реформите. ВМРО ДПМН е дека опозицијата преку обструкции сакале да се прикажат како жртви на следниот изборен циклус. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ на следниот изборен циклус сакаат да се представат како жртви и оштетени. Затоа и не се донесе изборниот законник. Стравот од поразот на изборите кој е повеќе од евидентен, направи овие три политички партии да се здружат и да го блокираат еден од најважните закони за политичките партии. Вистинската цена не се 4,2 милиони евра, вистинската цена се милиарди евра, изгубени европски фондови, пропуштени инвестиции и украдена европска иднина за Македонија. ВМРО-ОКГ намерно го туркаше изборниот законник со спорни одредби за изборна кражба преку гласовите од диаспората за да создаде привид дека опозицијата го блокира европскиот пат. Нов нон-пейпер, насловен Една унија, една крајна цел, подготвија 8 земји членки со кои бараат земјите кандидатки да го имаат истиот статус и по полноправното членство. Во документот се бара од Унијата кандидатките да не се соочуваат со нови барања и наметнати услови, но и новите членки по приемот да не создаваат нови обврски, туку да ги почитуваат постоечките. Јован Ѓорговски. 8 земји членки на Европската Унија преку нон-пейпер бараат поконкретен и попредвидлив пристапен процес за земјите кандидати, со јасно дефинирани правила и временска рамка за нивното членство. Во документот зад кој стојат Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Унгарија, Италија, Словачка и Словенија, се нагласува дека процесот мора да остане заснован на заслуги, при што секоја држава ќе напредува според сопствените реформи. Истовремено се предупредува дека воведувањето на нови политички предуслови и постојаното менување на правилата во текот на преговорите ја подкопуваат довербата во процесот на проширување. Избегнување на непотребни нови пречки, континуираното додавање нови барања, политички предуслови или дополнителни институционални пречки во текот на пристапниот процес ги демотивира земјите кандидати, ја подкопува кредибилноста на европската перспектива и го ослабува влијанието на Унијата во соседството. Дополнително во документот се предлага и воведување на заштитни клаузули со кои Европската Унија би обезбедила и по евентуално членство на земја кандидат да се следи спроведувањето на обврзувачките меѓународни договори кои биле составен дел од пристапниот процес, особено во делот на добрососедските односи. Сепак, според авторите, ваквите одредби не би воведувале нови барања и услови, туку би гарантирале исполнување на веќе преземените обврски. Заштитните клаузули кога е соодветно би можеле да се приспособат за да обезбедат продолжување на спроведувањето и по пристапувањето на обврзувачките меѓународни договори што представувале суштински дел од пристапниот процес на една земја кандидат, особено во контекст на добрососедските односи. Таквите одредби не би создале нови обврски, туку би ги зајакнале обврските што веќе биле составен дел од условите за пристапување. Нон-пейперот доаѓа еден месец по француско-германската иницијатива со која Макрон и Мерц од самитот Европска унија Западен Балкан во Тиват предложија нов модел за постепена интеграција во Унијата. Во документот покрај постепеното вклучување во одделни политики и во заедничкиот европски пазар пред полноправно членство на земјите кандидатки, се предлагаше и воведување на процес на интеграција врз основа на јасно дефинирани етапи и преодни фази. А евроинтеграциите ќе бидат и една од темите во вечерашното само интервју, во кое гостува председателката Силјановска Давкова. Интервјуто е веднаш по овие вести. Шестмина се обвинети, а уште 33 ќе одговараат со казнени налози во случајот со незаконско подигнување брзи кредити преку злоупотреба на туѓи лични податоци.
Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека осомничените користеле лажни исправи и внесувале невистинити податоци во системите на финансиските друштва за да добијат кредити на име на други лица. Во информатичкиот систем на повеќе оштетени финансиски друштва внесувале невистинити податоци иако секој од нив знаел дека не се вистините и дека се постигнати со дејствија од други кривични дела. Во измамничката шема според обвинението учествувал и вработен во Фондот за здравство, кој на останатите им ставил на располагање податоци кои претходно ги обезбедил преку електронскиот систем на институцијата. Најголемиот дел од обвинетите дејствувале во периодот од 2022 до јуни 2024 година. Според обвинението, четворица од нив прибавиле противправна имотна корист од над 2,5 милиони денари, додека останатите со поединечни дејствија дополнителни над 650.000 денари. Полицијата почна да лови несовесни возачи на тротинети, 2 дена по стапувањето во сила на новиот закон. Камерата на Канал 5 забележа дека се уште има малолетници кои користат тротинет, но изголемено присуство на полиција на улиците. Дејан Трајковски. Старите навики натаму се гледаат: брзо возење меѓу пешаци во спротивна лента, а речиси никој не го турка тротинетот за да премине улица, па останува да се види дали казните ќе ја разбудат и поттикнат совеста кај возачите на тротинети. А токму овие навики денеска беа под лупа на полицијата, која на неколку локации во градот ги стопираше возачите на тротинети кои не се придржуваат до поригорозните правила кои сега се законски регулирани. Дел од нив беа изненадени, други пак со изговор дека не знаеле оти законот веќе е на сила, па им беше посочено од полицијата на што треба да внимаваат во иднина за да бидат сите побезбедни. Дали знаете дека не смете да управувате со електричен тротинет во спротивен насока? Не сум знае. Вака ова е казниво, 80 евра во рокот 8 дена се плаќа пола. Со електричен тротинет на коловоз не смете да управувате со електричен тротинет. Треба на велосипедска доколку нема на тротоар. На тротоар е значи до 6 км на час. На 20 на велосипедска не смеете. Се одзима тротинет. Денеска ќе ве предупредиме во иднина да се знае. Забележавме на тротинетите и малолетници кои не само што не смеат да возат, туку возе и на булевар во спротивна насока, а и побрзо од утврдената брзина и покрај тоа што за нив казните се највисоки, односно 275 евра, а можат да останат и без тротинетот. Еден од малолетниците не успеа да избегне полициската стоп палка. Ако малолетник биде сопрен на тротинет, веднаш се повикуваат неговите родители, како и инспектор за малолетници. Се изготвува записник и потоа следува прекршочната процедура. Па затоа од МВР упатуваат апел до родителите за нивните деца да бидат побезбедни. Сообраќајната култура треба да се стекне уште од најмала возраст, а за тоа најголемо влијание имаат родителите, но и целокупниот воспитно-образовен процес. Апелираме до сите учесници во сообраќајот, како и до возачите на лесни електрични возила, како една од најранливите категории на учесници во сообраќајот, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Електричните тротинети со новото законско решение станаа лесно електрично возило, а силата на електромоторот не смее да надминува 0,6 киловати и 35 килограми без товар. Максимална дозволена брзина е 20 км на час на велопатека и 6 км на час на пешачка патека. Возењето на булевар е забрането. Не смее да се превезуваат други лица, во спротивно и тој што вози и тој што се превезува ќе треба да платат по 100 евра казна. Воено тротинетот не смее да се вози при минување на пешачки премин. За опасноста што ја носат овие превозни средства пред се по самите возачи говори статистиката на итната медицинска помош, од каде посочуваат дека во просек 3 лица завршуваат во итна медицинска помош по падови. Проблемот на професионалните возачи од земјава со системот за влез и излез во Шенген зоната владата го решава самостојно. И веќе има резултати од преговорите со 6 земји од Европската унија околу воведување долгорочни работни дозволи. Тој ги повика професионалните возачи да не наседнуваат на информации кои што доаѓаат од другите земји. Маја Стојановска. Македонија самостојно и успешно го решава проблемот со престојот на професионалните возачи во Шенген зоната.
дециден е вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски. Тој информираше дека веќе се издаваат долгорочни работни визи, а склучени се договори со Швајцарија, Хрватска и Романија, додека разговорите со Словенија, Австрија и Германија се во завршна фаза. Претходно дел од медиумите во соседството објавија дека Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија испратиле заедничко писмо до Европската комисија со барање за системско решение најдоцна до 10 август. Во однос на овие информации, Николовски повтори дека земјава проблемот го решава самостојно и на експертско ниво. Ова прашање го водиме самостојно, од причина што ова прашање од одредени други земји е злоупотребено. Дел за естрада, дел за политички поени таму и се што кажа од тие соседни држави до сега не се реализираше. Би замолил македонските транспортери за тоа се доволно свесни и ми е јасно, не да повторам уште еднашка, да не се потпаѓа под туѓи пропаганди и да ние си ја гледаме нашата работа. И превозниците сметаат дека решението треба да се бара преку билатерални договори со секоја земја од Шенген зоната. Од Макам Транс велат дека има доверба во домашните институции и во активностите што ги презема Министерството за транспорт. Како позитивен пример ја посочуваат Хрватска, но додаваат дека се уште треба да се прецизираат процедурите и потребните документи за добивање на годишните визи. Ние уште првиот состанок кога го имавме пред протестите, кажавме дека не се работи за политички барања, туку се работи за чисто екзистенционални проблеми кои што сакаме да се надминат, а веруваме во работата на нашите државни органи, бидејќи без нив не може да се реши проблемот, затоа што сепак тоа мора да биде на билатерална основа. Во меѓувреме еврокомесарот за внатрешни работи и миграција Магнус Брунер изјави дека Европската комисија им предложила на земјите членки и на државите од Западен Балкан да се договорат за долгорочни визи за професионалните возачи. Во интервју за Европскиот весник ЕНР, Брунер нагласи дека ова би било привремено решение, додека долгорочното ќе се бара преку новата визна политика на Унијата. Дел од трговците ги зголемиле маржите наместо да ги намалат цените, изјави министерот за економија Бесар Дурмиши по денешната седница на Социјално-економскиот совет. Контролите за над 700 производи покажале дека во последната година просечните продажни цени пораснале за 4,5%. Сандра Спасовска. Законот за високо образование и годишната програма за работа на ЕСС биле главните точки на кои се разговарало на денешната седница на Економско-социјалниот совет. Во рамки на програмата предвидено е до крајот на годината да се разговара и за минималната плата, но и за владината потрошувачка кошничка, најави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Иако на седницата не станало збор за цените на храната, Дурмиши во изјава за медиумите рече дека двете детални анализи кои ги направил Државниот пазарен инспекторат покажале дека состојбата со цените на храната во моментов е стабилна, но пазарен вели останува на терен и доколку во иднина има неосновано поскапување, како влада ќе превземат соодветни мерки. Се направени две анализи, покажува поинаков тренд кај производителите, односно просечните набавни цени пораснале за околу 2,04%, додека продажните цени се зголемиле за само 0,16%, што значи дека трендот на зголемување на бруто профитната маржа крајните месеци е намален и цените се во стабилна фаза сега за сега. Последницата изјава за медиумите даде и од Сојузот на синдикати, од каде уште еднаш повторија дека мора да има раст на платите, бидејќи секојдневно велат растат и трошоците за живот. Податок што според нив го потврдува и пресметката на минималната синдикална кошничка. Тоа што го пресметуваме ние, напоменуваме дека покажуваме со колку не се живее во месецот, а не со колку се живее. Параметар на тоа треба да биде зголемувањето на платите како на минималната, така и на останатите плати. Меѓутоа, владата смета дека со нејзината потрошувачка кошничка ќе не убеди дека супер се живее во државата или дека нема потреба да се намалуваат цените, маржите и така натаму. Од ресорното министерство очекуваат до крајот на годината да биде целосно усогласена владината потрошувачка кошничка, пошто ќе може да почне да се пресметува. Таа според нив ќе користи при креирање на идните економски политики. Над 250 доброволни пожарникари се приклучуваат во системот на Дирекцијата за заштита и спасување и ќе бидат обединети под иста команда.
Првиот човек на дирекцијата Стојанче Ангелов вели дека оваа сезона се многу поподготвени од претходно. Дејан Србиновски. Во пресрет на топлотниот бран кој се најавува од синоптичарите во периодот што следи, а со тој опасноста од пожари на територијата на Македонија, државата можеби како никогаш досега влегува подготвена за справување со евентуалните огнени стихи. Повеќе од 250 доброволни пожарникари од сите активни доброволни противпожарни друштва денес се приклучија на тимовите на дирекцијата за заштита и спасување. Тие заедно со трите ер-трактори на дирекцијата, армиските и полициските хеликоптери, како и повеќе од 100 цистерни и најсовремени возила за гаснење на шумските пожари, ќе бидат на располагање на државните противпожарни капацитети летово. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов вели дека заедно со доброволните пожарникари оваа сезона вкупно ќе има 950 професионални пожарникари на ниво на државата. Подготвени сме како никогаш досега. Подготвени се сите државни ресурси, почнувајќи од трите ер-трактори на дирекцијата, кои што секојдневно имаат интервенции и действуваат врз повеќе пожари на отворен простор. Исто така подготвени се и хеликоптерите на полицијата и армијата. Подготвен е целиот систем, но ако ме прашате дали тоа да е доволно, одговорот би бил не. Ангелов апелира на поголема внимателност во летните денови од страна на земјоделците, но и останатите граѓани. Но и оттаму е потребна будност и околу оние кои во минатото подметнуваа дел од пожарите. Јужните, централните и источните делови на државата, особено делот во Штипско, Овче поле, Свети Николе, Кочанско поле, се изложени најчесто први на летните пожари, бидејќи овде меѓу другото имаме и многу стрништа кои што од страна на земјоделците се палат. Првиот човек на ДЗС уште еднаш истакна дека не очекува тешка сезона летово и како командант на силите за заштита и спасување иднината во гаснењето на пожарите на отворен простор ја гледа во развој на доброволното пожарникарство. За едно деноноќие возилата на итната медицинска помош интервенирале на 73 случаи, а речиси на уште толку одговорила на потребите на скопјани преку совет даден на телефон. 7 колапси се случиле на јавно место, изутрината и кај човек во градски автобус. Сања Трајковска Ставров. Колапси во автобуси и на постојки, сообраќајки, варирање на притисок, панични напади, нукни повици поради млади што во алкохолизирана состојба паѓаат по улици. Високите температури освен асфалтот ја вжештуваат и линијата на итната медицинска помош. Со само 5 екипи на смена на цело Скопје оваа служба има полни раце работа. Над 100 повици, од кои за 73 во изминатите 24 часа морале да пратат и возила и да интервенираат на лице место. Утрово специфичен случај на колапс имало во автобус, кога човек откако изгубил свест се струполил додека автобусот се движел и се здобил со повеќе повреди. За жал најчесто се во автобуси, постојка или во институции каде што од климатизирана просторија во неклиматизирана просторија и тоа многу им смета и често колабират и со повреди најчесто се здобиват во автобус. Денеска имавме и таков случај. На 194 не изостануваат повиците на депресивни луѓе со психози и панични напади. Лекарите велат дека бројот на вакви случаи се зголемува, на 194 се јавуваат и такви кои бараат помош за чувство на тахикардија, поради што, како што објасниле, боледуваат од хронична љубов. Високите температури придонесуваат често да имаме повици за таикарди, панични напади, мислат дека имат срцев удар, што тешко можат да се убедат дека не е спротивно, а тоа најлесно може да се докаже со една рутинска контрола, да се направи ЕКГ или проценка. Не земајте ја терапијата за притисок пред да го измерите, велат лекарите кои покрај основните препораки надвор да не се излегува во најтоплиот период од денот и да се пие поголемо количество на вода, советуваат во најтоплите денови да се замине во поладните предели, на пример на планина, а и повеќе да се внимава на исхраната и начинот на живот.
Тоа беше се во централните вести. Вие и натаму останувате на Канал 5. Следува интервјуто на председателката Гордана Селјановска-Давкова со Гоце Михајловски. Пријатна вечер.